Просториите за отворање на дневен центар за деца со пречки во развојот, сместени во детската градинка Павлина Белјанова, клон 4, ги обезбеди општина Кочани, а премувањето го изврши Министерството за труд и социјална политика. Ваков центар беше повеќе од потребен, бидејќи децата со пречки во развојот беа носени во соодветен центар во Виница. Се работи за објект кој што е околу 200 квадрати, кој што ќе обезбеди услови за згрижување на 25 деца со пречки во развојот. Досега во ова општина немаше ваков дневен центар и децата со пречки во развојот беа носени дел од нив во Виница. Од сега па натаму во текот на овој месец ќе се врши прием на децата и очекуваме да започне да функционира целосно кон крајот на месецот и да се создадат услови за грижа на овие деца кои што досега има околу 15 на кои што веќе се пријавени. Очекуваме да ги користат услугите на овој дневен центар. Во дневниот центар ќе бидат ангажирани дефектолог, психолог и медицинска сестра кои што ќе работат на надградба на способностите кои што ги поседуваат овие дечиња. Исто така дневниот центар ќе значи и поддршка за родителите од општина Кочани кои што имаат деца со пречки во развојот, бидејќи ќе имаат едно каче каде што можат да ги остават децата, да имаат целосна грижа овие деца. Тука ќе се реализира и нивната исхрана, едукација и како што кажав развој на нивните вештини и способности. Ова е 31-виот дневен центар кој што го отвораме како министерство и понатаму ќе продолжиме со активности за градење на мрежата на дневни центри за деца со пречки во развојот, која што е особено битна фаза во процесот на деинституционализација, односно за подобра грижа надвор од институциите на децата со пречки во развојот и градење на нивните способности. Тоа беше дамнешна потреба за оние родители кои што ги имаат таквите деца и ние во еден подолг период се договараме со Министерството, односно со владата, да го овој центар заеднички отвориме. Овде учествуваше општината со своите простории и опремување на просториите, додека целокупната опрема ја обезбеди Министерството за труд и социјална политика. Се работи за вредност од околу 1,5 милион денари, значи по половина од учеството е на општината и другата половина е на владата на Република Македонија. Во името на овие родители кои што се засегнати, кои што ги имаат таквите деца, можам да изразам благодарност и во името на општината Кочани благодарност заради тоа што сепак ова е еден напредок за таквите наши сограѓани. Министерот Спасов најави дека Министерството прави напори за отворање на дневни центри за деца со аутизам. Ваков центар наскоро ќе биде отворен во Битола, а потоа и во Охрид.